Zdravo! Во ова видео ќе направам компарација помеѓу Microsoft корисничка сметка и Google корисничка сметка. Најпрви, што се тие и зашто се употребуваат. Google корисничка сметка е онаа сметка која што е потребна за да се пристапи до сервиси кои што се нудат од страна на Google. А додека пак Microsoft е корисничка сметка која што е потребна за пристап до Microsoft сервиси. Првин ќе почнам со мејл сервисите кои што ги нудат овие компании. Во Google ја имаме Gmail, а во Microsoft ја имаме Outlook. Gmail има простор од 15 гигабајти. Исто толку има и Outlook. Меморискиот простор кој што го има Gmail од 15 гигабајти е поврзан и со други сервиси кои што ги нуди Google, како што се Google Drive и Google Photos. А додека пак Outlook сервисот не е поврзан со другите сервиси кои што ги нуди овој мејл сервис, односно кои што ги нуди Microsoft. Во однос на правење на бекап на фотографии, Google ја има алатката, односно сервисот Google Photos, а додека пак Microsoft нема. Спомнав дека 15 гигабајти кои што ги има Gmail, дека се поврзани и со Google Photos. Но, кога се прави бекап, овде во Google Photos има опција да се направи овозможување на креирање на бекап на фотографиите без да има лимитиран простор. Е сега, ако ова го има Google Photos, а Microsoft нема таква апликација, кај се прави бекап? Бекапот се прави во драйвот, кој што го има Microsoft. Но, малце потаму зборбам за него. Видео платформи. Google си има YouTube, а Microsoft нема. Драйвови. Google си го има драйвот Google Drive, а Microsoft си го има OneDrive. Google Drive има 15 гигабајти простор, кој што спомнав дека е тесно поврзан со меморискиот простор кој што го има Gmail. А OneDrive не, си има свој посебен мемориски простор кој што е 5 гигабајти. Кога се пише мејлот во Gmail, односно кога сакаме да се логираме, не е потребно да се напиши целосната форма на нашиот мејл, доволно е да се напиши почетокот на мејлот, без да му го допишеме она @gmail.com и можеме да си продолжиме со процесот на логирање. Арно, ама во Outlook не може. Значи мора да се напиши целосната форма на мејлот, например xy@hotmail.com, значи Hotmail може да биде ако сте го направиле мејлот порано, или пак xy мајмунче outlook.com. Значи тоа зависи кога го имате направено мејлот, пошто
Outlook, парано беше Hotmail. Друго, да, следни сервиси се офиси за работа, односно канцелариски пакети. Во Google си го имаме Google Docs. Знаете, оние кончињата што може да си ги стратните во вашиот мобилен телефон доколку имате Android, а пак во Microsoft си ги имаме програмите кои што си ги работиме на компјутер, односно Office Online, Word, PowerPoint, Excel. Друго што може да се спомни за овие е дека кога се бриши Gmail сметка, односно Google сметка, имаме помал временски период. А додека пак бришењето на Microsoft сметката бара подолг временски период, односно 60 дена. Сега, за двата може да си се прекини, доколку сакате да го заприте процесот на бришење, но ако сакате да го заприте во Gmail, односно Google, ке треба да реагирате побрзо, бидејќи е помал временскиот период, некаде околу 5-6 дена. Така нешто, не сум сигурен точно колку беше, а овде веќе 60, така да има време човек да размисли што напред, како напред, дали да го бриши или не. Друго, сега, овие двата сервиси, значи, вистина, се користат многу. Некој користи само Gmail, односно Google, а некој користи само Microsoft. А ги има и такви што ги користат двете. Зошто? Првото сценарио може да биде да имаш Android телефон и ти треба Google сметка за пристап до Play Store во твојот телефон и да си симнуваш апликации, да си ги апдейтираш и слично, а Outlook си го користиш како мейл. А второто сценарио е да имаш телефон со оперативен систем Windows и ќе ти треба за Microsoft Store-от таа сметка од Microsoft за да си ги спушташ апликациите, а пак Google да си го користиш за да си гледаш видеа на YouTube, да се аплодираш видеа на YouTube или пак да си правиш бекап на фотографии и да си го користиш и како мейл, односно да користиш повеќе сервиси кои што ги нуди Google. Горе-долу, тоа беше тоа што сакав да кажем, така да, чао. Чао, ама не е чао. Заборав дека не спомнав уште нешто. А тоа е дека за компании има посебни пакети од овие две компании, односно Google и Microsoft. Google нуди G Suite, а пак Microsoft нуди Microsoft 365 акаунт. Сега е се кажано пријатно.